Започнува уште едно издание на емисијата Магазин на телевизија Мега. Добре дојдовте. Со соло музички перформанс од страна на битолчанката Стефанија, насловен како Девојчето со долгата коса, синоќа во Битола беа отворени четвртите поред регионални денови на културата во Пелагонија. Овој проект се имплементира во рамките на програмата за децентрализирана соработка помеѓу регионот Нормандија и Република Македонија од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Во следните 15 на минути дознајте повеќе за оваа културна манифестација. Ме споредуваат со Роза. Велат, сум имала насмевка слична со неа. Ме споредуваат со Роза. Секогаш, кога ќе дојдеше на местото наречено мир, го доживуваше истото чувство на спокој и среќа. Девојчето со долгата коса. Во воздухот струеше топлина и желба за откривање на најголемите тајни на човештвото. Незините силно изразени мисли беа доволно моќни за природата да го почувствува тоа вибрирање и трептење. Седна на каменот, кој си го беше крстила Душан, затоа што бил добар и ја слуша. Проектот Пелагониски денови на културата, кој што го организира Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, започнува вечерва од Битола со настап на Стефанија Милевска, нашата добро позната битолчанка, со еден навистина интересен наслов, морам да кажам, Девојчето со долгата коса. Здраво, Стефанија, пред се добре дојде во мојата емисија. Еве, на самиот почеток би сакала да ги информираме нашите гледачи подетално за овој сценско-музички перформанс. Што е она што ќе имаат можност да го видат присутните тука во Центарот за култура во Битола? Здраво, Ана, тебе и на гледачите секако. Значи, тоа што се случува моментално е мојот авторски проект или перформанс како отварање на културните денови од Пелагонија. Јас всушност ќе имам една турнеја во пелагониските општини. Започнуваме со Битола, утре сме Прилепи и така натаму. Ќе биде доста активен период, а тоа што ќе се случува вечерва е многу интересно затоа што посебно значење дадовме на перформансот во Битола. Составен е од нова музика, нова авторска моја музика, танци и секако глума со мој авторски текст. Целосно, значи, јас ја превземам таа улога со идеја и мисла моја да пренесам. Мојата мисла основна, како и секогаш, се пораките за мир, љубов и за подигнување на свеста овој пат. Така да, тоа е еден многу интересен склоп на тоа се што правам јас и е мој прв соло перформанс.
Така, сверувам дека овој перформанс на вистина ќе остави голем впечаток кај присутните вечерва тука, но и во сите делови, во сите градови каде што ќе бидете. Кажи ми колку време ти беше потребно за да го спремеш овој музички перформанс? Веќе неколку месеци се работеше и кога беше готова музиката, тогаш веќе почнав да работам интензивно, тоа значи веќе околу 4 месеци се работеше интензивно на проектот. Така, кажа дека после Битола одите во Прилеп, после Прилеп каде се ќе настапуваш? Можеби ќе пропуштам моментално некоја општина, но секако ќе се поминат Крушево, Могила, Ресен, Демирхисар, Новаци. Не можам да се сетам се уште, но ја имаме програмата и секако сите што се заинтересирани што сакаат да го посетат настанот, се всушност во предвид 9 општини. Моментално, значи сме под притисок пред да излеземе на настап и затоа не можам баш да ги споменам сите. Така, позитивна трема има пред настап? Секако да го кажувам моментално, да, секако. Така. Но супер, тоа е тоа што го прави нештото поинтересно и посебно. Во секој случај ти благодарам, се разбира нашите гледачи дека ќе имаат можност да проследат дел од перформансот кој што ќе го изведуваш вечерва ти. Ти посакувам многу успехи во иднина. Ти благодарам, Ана, од срце. Ова се четврти поред регионални денови на културата во Пелагонискиот регион, со што можеме да кажеме дека стануваат традиционални и традиционално ги реализираме со поддршка на регионот Долна Нормандија од Франција, не само користејќи нивната финансиска помош, туку користејќи ги нивните искуства во креирање на нови културни производи. При тоа, користејќи традицијата, историјата, посебниот белег на регионот, инкорпорирајќи го сето тоа во еден современ израз. И токму тоа оваа година го имаме. Имаме перформанс кој што, за разлика од минатите 3 години, кога постоечки културни производи имавме можност да ги поддржиме да се изведат во сите 9 општини, оваа година го спонзориравме и практично креиравме нов културен производ, тоа е тој перформанс Девојчето со долга коса, кој што практично ќе биде изведен во сите 9 општини во нашиот регион и кој што е токму така одраз на елементи на нашиот фолклор, на традицијата во Пелагонискиот регион, на еден специфичен израз кој што интерпретиран од страна на Стефанија, се надевам ќе донесе една нова поинаква културна содржина за сите жители од нашиот регион и ќе ни овозможи да покажеме дека поминувајќи од само помагање на културните содржини да се дисперзираат низ регионот, дека успеавме да креираме нов производ кој што би рекла ќе го отсликува идентитетот на регионалната култура, која можам така да се изразам.
Не се сомневам дека вечерва ќе имаме прилика да видиме нешто многу интересно, нешто ново и нешто креативно. Меѓутоа, не само тој аспект на овој денешен перформанс за мене е многу позначаен и зборувам тука од името на амбасадата на Република Франција, како што зборувам од името на Министерството за надворешни работи на Република Франција и секако Агенцијата на единиците за локална демокрација АЛДА, како оператор на теренот на сите овие активности, кои што можне успешно во период од 10 и повеќе години ги имплементираме на теренот. Значи, ако имаме една одржливост на проектите, ако имаме веќе четврто издание на овие културни средби, ако имаме голем проекти зад нас, тогаш сме токму во филозофијата на европската регионална и проектна соработка, значи ја постигнавме одрживоста и тука, благодарение на нашиот локален, да речам, елемент, Пелагонискиот регион, имаме една мощна, успешна приказна. Таа разговараше со се што беше околу неа и е дел од природата. Но најмногу со самата себе. Понекогаш знаеше да ѝ се обрати на својата мисла. Еј, мисло! Знаеш понекогаш да отидеш во насока недоволно позната. Но знам, тоа е провокација за откривање на неотговореното. Толку упорно длабиш и проникнуваш во суштината на најсуштинските проблеми на денешницата. Чудесно си неуморна и затоа си наградувана со одговори кои се зачувани длабоко. Затворени со повеќе катанци. Катанци на мојата душа. За некој да ги отвори е потребен клучот на вистината. За да стигнеш до тој клуч, знај, ќе треба побрзо да истрчаш од бездната наречена живот, да ги побараш и откриеш мистериозните твои тајни, и потоа да ги расшириш крилјата кои се згрижени кај твојот ангел чувар. Но да, знам, не ти е лесно да го направиш тој чекор. Чекор наречен сила, водена кон подобар и вистински живот. Твоите забрзани чекори не може секој да ги слушне, затоа што блуди се сите околу мене и полека бавно губат својот вид, немајки сили ни да прозборат. Скроти се, мисло! Опасно е таму за каде што си тргнала. Можеш да најдеш на мир и љубов. Но кој ти ја дава таа гаранција? Имаш големо искуство и ти докажано спротивно. Еј, мисло! Стој. Знам што сакаш да кажеш. Но нема да дозволам тоа што си го видела и чула да ме попречи. Јас знам дека можам. Јас знам дека знам. Јас верувам. Јас постојам. Јас сум сигурна дека мене вистината ме вика. Како заитана птица тргнав во неа. Нема ветер што ќе ме попречи. Нема човек што ќе ме спречи. Затоа што знам колку сакам и трагам она што можам да го почувствувам интуитивно да го осетам. Јас знам дека тоа е она што е вистината. Вистината. Вистината.
Тука, почитувани, е крајот и на денешното издание на емисијата Магазин. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и се разбира да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Довидување, имајте убав ден.